Она што Бугарија ќе го смета за говор на омраза од македонска страна станува официјална позиција на Европската унија. Официјална Софија бара кривична одговорност за луѓето кои изразуваат револт против секојдневните бугарски провокации и културните клубови Цар Борис III и Ваншо Михајлов. Воспротивно може да ни следува нова бугарска блокада на европскиот пат. Бугарија пред Советот за општи работи на ЕУ бара она што ќе го толкуваат за говор на омраза врз етничките бугари во Македонија да добие директна европска осуда. Покрај тоа преку Европската унија се бара кривично гонење за оние кои официјална Софија би оценила дека шират говор на омраза. Бараат овие бугарски позиции да бидат вклучени во документот на министрите за европски прашања на земјите членки, објави порталот Еурактив. Софија побара дополнување за активно следење на истрагите и пресудите за злосторства мотивирани од омраза против бугарската заедница и тие остануваат приоритет. Ова го потврдуваат од бугарската канцеларија во Европскиот парламент, од каде велат дека нема никаква блокада, но потенцирајќи дека тоа може да биде променето во иднина. Се уште немаме блокирано ништо. Ние сме во контакт со чешкото председателство за додавање договорен текст, кој е користен претходно. Ние сме конструктивни, а истото го очекуваме и од председателството. Универзитетскиот професор и поранешен амбасадор Васко Наумовски вели дека ваквите потези на Бугарија се очекувани и дека во иднина можеме да очекуваме голем број сопки на европскиот пат од страна на официјална Софија. Не е тајна дека Бугарија ќе се обиде на секој можен начин да го забави нашето зачленување во Европската унија, односно да ги одолжи сите оние процеси кои што значат отворање и затворање на соодветните поглавја, посебно во областите каде што тие ќе најдат причина поврзана со минатото или историјата. Тоа се пред се поглавјата поврзани со културата, образованието, дури и заштита на човековите права. Бугарија пак не е интересирана што беше изгласано во македонското собрание, па наместо затворање или преименување, бугарските намери се отворање на нови 20 културни клубови во Македонија. Според бугарскиот бизнисмен и финансиерот на клубовите Милен Врабевски, регистрирањето на нови клубови е начин да се решило насилството кон бугарските здруженија.